Во продолжение, како до физичка активност, губење вишок килограми и забава. Нашата колешка Јулија Велковска има идеја. Со неја разговараме по повод експанзијата или подобро експлозијата на фитнес програмата Зумба. Јулија, истражувајќи го феноменот, ти дојде до Бето Перес, креаторот на програмата. Пред емисијата ми кажа дека тој нема намера да запре. Кажи ни повеќе. Токму така, Бето Перес ми изјави дека практично продолжува, како што вели, да работи со истиот адреналин уште од пред 2 децении. Ужива во работата на инструктор, а во меѓувреме интензивно го промовира концептот. За 16 октомври во Лондон веќе е закажан концерт за борбата против ракот на дојка, например. Го опиша како неверојатно чувството како преку музика и посветеност кон играњето допира до милиони. Што ќе рече и до Македонија? Имаш ли сознанија каква е ситуацијата тамо? Очигледно се шири мощно брзо, а пример е фитнес клубот Fit One, кој нуди и часови по зумба. Постои од декември 2009 година, а во Скопје се присутни на 7 локации. Во моментов има 10 лиценцирани инструктори и, како што ни изјавија, посетители полни со ентузијазам, чиј број постојано расте. Благодарам, Јулија. Да го видиме прилогот. Дава живот, полна е со љубов, а има и хуманитарен карактер. Вака многумина опишуваат моќта на фитнес програмата Зумба. Инспирирана од латиноамерикански ритм, основана е пред 10 години во Мајами од колумбиецот Алберто Бето Перес. Што е тајната на овој феномен кој не познава старосни граници? Се обидовме да дознаеме од самиот креатор, наоѓајќи го во Флорида во момент меѓу 2 патувања. Неверојатно е како дури по една деценија луѓето ја прифаќаат позитивната енергија. Среќен сум бидејќи секој кој ја искусил ја разбира филозофијата на Зумба. Основата е страста и таа е лесно пренослива. Иако на прв поглед изгледа сложено, вели тој, формулата е едноставна и тоа главно заради обидот да се вратиме на почетоците на аеробикот. Оваа индустрија како да заборави дека на часовите доаѓаат обични луѓе од различни професии. Се што е комплицирано, се што како предуслов ја поставува физичката состојба на телото, според мене не функционира. Зумба нуди нешто што е лесно, едноставно, ефикасно и забавно, подвлече Перес. Причини да се земаат часовите може да има многу, но за Перес мотивот е еден. Светот во моментов е преплавен со проблеми, војни и лоша економија. Зумба како да излегува во пресред, луѓето преку игра и вежби забораваат на стресот, уживаат и се релаксираат. Во јавноста има и критики дека концептот е само моден тренд, но Перес не стравува од тоа. Го држам овој час веќе 20 години и се уште сум тука. Го почитувам мислењето на другите, но верувам дека решение се нови проекти. Се обидуваме да одиме чекор понапред секогаш. Не знам колку е популарна Зумба во моментов, она што ме интересира е да останам приземјен, да продолжам да работам. Компанијата подготвува 2 нови видеоигри за наредните 2 години. Во Америка годишно се промовираат по 100 нови аеробик производи, но само 3 го наоѓаат своето место на пазарот, кажа Перес. Зумба неодамна ја одржа и 4-та поред конвенција во Орландо, Флорида, со присуство на околу 7000 инструктори од 80 земји во светот. Но Бето Перес сонува голем сон. Сите да играат истовремено и идентично на иста песна, барем 5 минути. Сакам ова да биде голем настан, пренесувам преку сателит секаде. Не сакам Зумба да се асоцира само со мене. Кога еден ден ќе ме нема на овој свет, сакам Зумба да продолжи да живее. Според Зумба Фитнес, часови од оваа програма неделно земаат околу 12 милиони луѓе на 110.000 различни локации во 125 земји ширум светот.